Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов денеска во посета на општина Новаци. Со еден прекрасен повод започнува изградбата на детска градинка, прва во општина Новаци, поточно во населеното место Новаци. Она што започна како центар за ран детски развој, во соработка со општина Новаци и Министерството за труд и социјална политика денеска започнува да се реализира. Со мене тука е министерот Диме Спасов кој ќе ни каже подетално околу изградбата на оваа детска градинка. Добар ден и добре дојдовте во општина Новаци пред се. Добар ден и добро ве најдов. Станува збор за изградба на една детска градинка, она што го продолжувате како проект, што точно ќе има тука и колкав капацитет на деца ќе бидат вклучени? Денес ја започнавме официјално изградбата на првата градинка во општина Новаци. Станува збор за заедничка инвестиција на општината и Министерството за труд и социјална политика. Инвестицијата изнесува околу 6,5 милиони денари и со изградбата на оваа нова детска градинка ќе се создаде капацитет за згрижување на вкупно 100 дечиња од предучилишна возраст. Ова е првата градинка која што ја градиме во оваа општина, меѓутоа позитивно е да се истакне што општина Новаци е еден добар и успешен пример за функционирање на центри за ран детски развој. Имено во оваа општина функционираат вкупно 5 центри за ран детски развој, кои што исто така се добра форма за згрижување на деца од предучилишна возраст. Проектите на Министерството и понатаму продолжуваат, особено во делот на изградбата на нови детски градинки. Ова е пета градинка која што започнуваме да ја градиме. Оваа година веќе 4 градинки се отворени. Очекуваме до крајот на годината да бидат отворени на 12 детски градинки во Република Македонија. Позитивно е да се истакне и што во поголем број на општини, на мали населени места се повеќе родителите бараат изградба и отворање на детска градинка со оглед на фактот дека и во Република Македонија континуирано се зголемуваат работните места, па родителите имаат и поголема потреба од детски градинки во своите населени места. Во изминатите години зголемен бројот на отворени детски градинки, а со тоа се задоволува потребата за инклузија на деца во градинките. За една споредба за колку е зголемен тој број на градинки и воопшто на деца кои се веќе инклузирани во овие детски градинки? Изградбата на детските градинки вроди со плод за зголемување на капацитетите за згрижување на деца од предучилишна возраст. Ако во 2006 капацитетите во градинките изнесува околу 15.000 места за 15.000 дечиња, сега оваа година капацитетот за згрижување на деца од предучилишна возраст изнесува на 38.000 деца, односно близу 40.000. Со зголемувањето на бројот на детските градинки се подобруваат и условите за грижа на децата од предучилишна возраст. Изминатите години вкупно се отворени 46 детски градинки. Ние реализираме еден сериозен акцијски план за изградба и отворање на 10 градинки годишно. Секоја година планираме и се трудиме да го надминеме планираното. Оваа година очекуваме да бидат отворени, како што кажав, на 12 детски градинки во Република Македонија. Уште еден проект на кој Министерството за труд и социјална политика работи, повикот ТВТ е поволностите кои се нудат за отворање на приватни детски градинки и секако на домови за стари лица. Повикот е се уште во тек со оглед на тоа дека заинтересираните имаа можности да искористат поволноста за купување на поволно земјиште. Каква е заинтересираноста и за детски градинки, меѓутоа и за домови за стари лица? Нашата цел е покрај тоа што инвестираме во отворање на јавни установи, на државни детски градинки или пак на општински установи, исто така да го зголемиме и бројот на приватни детски градинки. Со зголемувањето на бројот на приватни детски градинки се подобрува квалитетот на услугите, меѓутоа исто така и самата конкуренција влијае да се намалуваат и цените во истите. Изминатите 2-3 години се отворија вкупно 26 приватни детски градинки. Сега со новите поволности кои што ги воведовме, како што е ефтината цена на градежното земјиште со почетна цена од 1 евро метар квадратен, исто така намалувањето на комуналиите за изградба на ваков објект за 95%, како и мерките кои што ги реализираме преку Агенцијата за вработување, односно најновата мерка за неповратни средства, грант средства во износ од 10.000 евра за отворање на приватна детска градинка или пак 12.000 евра за отворање на приватен дом за стари лица, влијаат да се зголеми се
повеќе интересот. Оваа година ќе финансираме отворање на 10 приватни детски градинки со овие грант средства од 10.000 евра, исто така 10 домови за стари лица, кои што исто така ќе влијаат на зголемување на капацитетите за згрижување на деца во градинките и стари лица во домовите за стари лица и ќе влијаат на да продолжи да се зголемува интересот, така да ги повикувам сите оние кои што имаат идеја, имаат бизнис идеја, размислувале некогаш да започнат со приватна детска градинка да работат или пак приватен дом за стари лица, можат да аплицираат во центрите за вработување при агенцијата за вработување и да ги искористат можностите и поволностите кои што ги нуди државата. Јас ви благодарам за овој разговор. Според најавите, оваа детска градинка, каде денеска присуствуваме, треба да биде завршена веќе на есен. Ние секако ќе го следиме текот на градежните активности и Боже здравје, на есен ќе присуствуваме тука и на отворањето на доградената и проширена детска градинка во општина Новаци.